Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте во првото издание за оваа недела на емисијата 24 од Сестрце со мене Мартина Проковиќ. Денеска ќе разговараме, досега многу пати сме разговарале на разни теми од областа на психологијата. Меѓутоа денеска ќе зборуваме за тема која што верувам дека досега повеќето од нас нима на некој начин погодено, на некој начин и сима и на нас самите случајно. Станува збор за тоа зошто бираме погрешни партнери, која е причината и пошто всушност се водиме ние како личности во однос на изборот за тоа со каков човек ќе бидеме во нашиот живот, дали тоа ќе биде за секогаш или пак за некој пократок период. Со мене во студиото на оваа тема ќе разговараме со магистар Милка Ололовска, психолог и психотерапевт. Добро утро, добро дојдовте. Добро утро, добре пенајте. А денеска ќе зборуваме за доста интересна тема, важна тема од областа на психологијата, како што споменав, која што не засега па повеќето од нас. Станува збор за тоа зошто бираме погрешни партнери. Кажете ми што значи всушност изборот на партнерот и како го правиме овој избор? Нажалост, кога луѓето оттргнат по потрага по така наречена сродна душа, умеат да направат погрешни избори, затоа што тоа е потипично за женската популација. Имате една слика за идеален партнер или совршен партнер, меѓутоа ако ја прашате каква е твојата или каква е неговата слика за идеален партнер, најчесто ќе ви спомнат физичкиот изглед, социјалниот статус и така натаму, значи некои обележја што не се добра база да меѓу нив се изгради, да речам, вистинска врска. Тоа делумно се должи и на самата средина, затоа што многу се протежираат некакви, да речам, социјални статуси и уште во процесот на воспитување на децата не се разговара за што е правилна врска како квалитетна врска. Значи, акцентот се става на партнерот и затоа луѓето се во потрага по совршен партнер, а не по совршена врска. И тука почнуваат првите, да речам, грешки. Тоа не е единствено од ова условено во изборот на погрешен партнер, меѓутоа во голема мера влијае на таквиот избор. Значи, што е погрешен партнер? Погрешен партнер е секој оној со кој сте стапиле во некаква емотивна релација, а сепак не сте стрекни, се чувствувате дека не сте компатибилни, немате вистинска комуникација, немате однос на взаимно почитување, поддршка, немате однос на равноправност, значи имате диаметрално спротивни сваќања, ставови во однос на воспитување деца, во однос на бракот што се очекува, имате сосема спротивни афинитети, стремежи, систем на вредности, ставови, значи се е тоа спротивно. Се поставува прашањето зошто луѓето ако констатира дека влегле во врска, уште повеќе ако стапиле во брачна заедница, зошто и ако знаат, чувствуваат или другите им укажуваат дека изборот на партнерот им е утка, односно станува збор за погрешен, сепак остануваат во таквите врски. И тоа, да речем, на некој начин е одредено од влијанието на повеќе фактори. Ако исклучиме дека личноста може да биде зависна и таа од паничен страв што чувствува дека ќе остане сама, а сама не може да функционира, тогаш останува и ако длабоко во себе знае дека личноста со кого е во партнерска релација, дека е самозависна од него, а знае добро дека е истовремено тој несоодветен партнер. Значи, ако ги трнеме на страна другите фактори, доаѓаме до други глобални, да речем, извори што не тера да останеме или да избереме погрешна личност во нашиот живот. Сите овие љубовни, да речем, проблеми се оптеретени со многу низа негативни емоции, од депресивност, разочарување, чувство на тага и така натаму. Меѓутоа, оно што е својствено, што кога ние сите носиме некаков емотивен багаж, кога станува збор за нашите врски од минатото, не умееме просто да расчистиме претходно со претходните емотивни врски, да направиме еден, да речем, ребаланс, да видиме што тој како или таа како партнер во однос на неговата личност поседува како особини, што ние поседуваме, и ако направиме таков пресек, најчесто ќе видиме дека
особините на партнерите се слични на тие од изминатите врски, иако партнерите се различни. Што е тоа што не тера повторно и повторно да влегуваме од една во друга погрешна врска? Мора такво прашање да се постави, затоа што не можете вие да очекувате работите сами по себе да се средат. Нели, ако јас интензивно го барам господинот или госпоѓата вистинска и дека тоа на вистина ќе се случи, зашто праксата покажува баш кога се барат вистинскиот, а сте на погрешен колосек, ќе го најдете погрешниот. Ова не треба да се свати дека шансите да се најде сродната душа се сведени на минимум, напротив, постојат такви шанси, меѓутоа мора човек да се растерети од тој емотивен багаж. Некогаш бираме, некои умеат тој товар емотивен да го симнат и да се дистанцираат, а некои богами не можат, така да ги повторуваат шаблоните во однос на избор на погрешен партнер. Например, често една девојка или некој момче избира проблематични луѓе како партнери, или они што се во брак или се во некоја сериозна врска, или премногу млади или премногу стари, и сето тоа или некој што има, да речем, асоцијален тип на однесување, верувајќи дека со силата на неговата или незината љубов дека ќе го смени партнерот и тоа ќе биде доказ колку е големината на самата љубов, а при тоа не води сметка дека во таа врска како личност ќе биде изгубена. Сега генерално фактори значи зошто правиме погрешни избори, тука има големо влијание нашата самодоверба, нивото на самодоверба. Ако станува збор за ниска самодоверба, тогаш ние умееме да ги симнеме нашите критериуми, во смисла ако не сме, например, задоволни од нашиот физички изглед, интелигенцијата, постигнувањата, професионалниот, личниот успех и така натаму, или може да имаме успех, меѓутоа ние имаме негативна слика самите за себе, тогаш настанува едно убедување дека ние не заслужуваме вистински или подобри личности од она што го бираме. И најчесто бираме, што би рекле Србиве, дај што даш, а тоа е најчесто погрешен избор, затоа што мислиме длабоко во себе дека не заслужуваме нешто подобро. И тие луѓе влегуваат во врска која што не ги исполнува ни емотивно, ни интелектуално, ни сексуално, ништо не им парира и мислат дека навистина тоа го заслужуваат и не се обидуваат да видат што ги тера, значи зошто имаат, прво да расчистат зошто имаат негативна слика за себе, зошто нивото на самодоверба е ниско, а потоа нели да се обратат спрема, односно да видат зошто избираат погрешни партнери. Некои се бираат погрешни партнери намерно, да речам, али тоа е, знаете, во ситуација, ако ова е погрешен, јас знам дека е погрешен, ако дојде до раскинување на врската, тоа нема толку многу да боли, а во спротивно, нели, ако е тој вистинскиот, па едноставно еден убав ден замине. Сега, наспроти овие што имаат ниска самодоверба, па ги спуштаат критериуми, има и други што имаат нереални очекувања, тоа се луѓе што се наценуваат самите себе, па тоа не е висока самодоверба, да исклучиме, дека едноставно и тие имаат проблем со самоприфаќањето и најчесто сакаат тоа се оние што се движат во кругови на VIP личности, познати медиумски и така натаму, и мислат дека ако се во тие кругови, таму го најдат својот партнер, дека навистина направиле, да речам, некој позитивен исчекор. Во основа тоа се многу несигурни личности кои што на тој начин се обидуваат да си создадат себе потврдување. Тоа е потипично кај женската популација, поготово оние девојчина што и како девојки го носат синдромот на принцеза или познат како синдром на пепелашка. Сите добро ни се познати бајките, нели? Они се сретна, на крајот среќно живее, меѓутоа никој не објаснува што значи тоа од кога се сретнале до крајот на животот, што значи среќно живење. Таквите девојчиња што го имаат синдромот на принцеза, обично нели живееле во семејство во кој што постоела една
не е емпатија меѓу членовите, тоа се најчесто, да речам, бизнис зафатени луѓе, односно родители, кои што многу се отсутни од дома, девојчето се растело во една несигурна, емотивно несигурна средина и таа мисли дека ако го избере вистинскиот човек, дека ќе се спаси од таквата самотија. Потоа, најчесто бираме партнери по моделот на нашите родители. Бракот на нашите родители често представува репер во однос на самиот избор, односно како правиме представа како нашиот брак треба да изгледа и од друга страна самата личност на родителот има влијание во однос на изборот. Зошто е толкаво влијанието? Прво, затоа што ти се први машко-женски релации што ги учиме од најрана возраст. Растеме покрај нашите родители, особено онај познатиот период од 3-та до 5-та, кога ги решаваме Едиповиот, односно електрокомплексот, тогаш стапуваат, односно се осознаваат првите машко-женски релации. Сега, ако, например, да земеме девојче кое што расте покрај нежен родител, да најчесто ќе избере посериозен партнер кој што исто така ќе дава голема количина на нежност и таа ќе се чувствува покрај таквиот партнер, да речам, безбедна, што пак не е во ред. Од друга страна, зашто безбедност во себе треба да ја пронајде. Од друга страна, ако родителот не е адекватен, да речеме, има некои своји проблеми, асоцијален е или отсатен е од животот, или е груб, неподобен, емотивно незрел, тогаш може момчето или девојката да влезе во едно, јас го викам тоа, животна мисија, односно да најде или проблематична личност, кој што таа или тој ќе ја исправа, а пораката не, партнерот во тој случај служи како еден модел, како објект, а пораката е повторно испратена до тој родител што бил неадекватен. Или, например, често машките деца ја барат во идната партнерка својата мајка во смисол ако имат потреба за заштитнички однос, ќе изберат доминантен тип на жена. Девојчината барат, како што спомнав, некој што е татковски насочен, некој што ќе ги заштитува и така натаму. Ако трнеме од самиот профил на нашите родители, тоа ни представува критериум во избор на партнер, на најдобар пат сме да направиме погрешен избор. Уште во овој контекст да спомнам и дека самата средина си ја прави својата приказна, и затоа што особено имаме некакви неформални граници до кога женското или машкото треба да стапат во брак и да создадат потомство. И сега, ако вие можете да бидете и професионално успешни и да сосама функционирате окей, меѓутоа ако не сте во брак, да речам 30 и некоја година или машкото до 40 години, веќе сметат дека сте нешто чудни, необични, дека нешто ви фали, ви недостасува, а тоа пак е многу погрешно заради очекувањата на средината да се влезе во врска, зашто тогаш се избира некој што мислиме дека не е толку лош, што не прави фактички очајни не прави, и исто така тоа е најдобриот пат да завршиме со погрешна личност. Тука ќе направиме на кратка пауза, широка е темата, има многу што да се зборува на оваа тема, меѓутоа дојде времето за реклами, така што ќе направиме една кратка пауза, потоа свраќаме назад во студиото каде што ќе продолжиме да разговараме на оваа тема. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Живееме во време во кое технологијата ни овозможува точно и прецизно да ги организираме нашите обврски. Во време во кое точно знаеме кога да пристигнеме на потребната локација. Во кое многу лесно можеме да го пронајдеме местото каде што треба да пристигнеме.
Време во кое на едноставен начин можеме да ги избегнеме редиците чекање или пак полесно да го организираме редот. Мој термин е создаден да го организира времето на пациентите и на докторите. Преку овој систем се става крај на долгите редици пациенти во здравствените установи. Пациентите знаат во колку часот им е закажан и каде ќе им биде извршен прегледот, а докторите имаат информација за бројот на пациенти за кои се закажани прегледи кај нив во одреден ден. Со електронскиот систем за закажување прегледи и интервенции, мој термин, македонското здравство оди во чекор со новото време. За подобро и модерно здравство. Така, по кратката пауза се враќаме повторно во студиото каде што разговараме на тема зашто бираме погрешни партнери. Со мене во студиото е магистар Милка Ололовска, психолог и психотерапевт. А како што знаете веќе, за сите оние кои што редовно не следат и оние кои што можеби за прв пат се вклучуваат во оваа емисија, од овој момент па до крајот на емисијата ќе бидат отворени двете телефонски линии и ќе можете секако да ни сконтактирате, да поставите некое прашање поврзано со темата или пак можеби да дадете некое ваше лично искуство. Телефонските линии се 02 60 91 924 и 02 60 91 925. На овие два броја можете да не контактирате веднаш, односно до овој момент па до крајот на емисијата. Милка, кога станува збориве за тоа зашто бираме погрешни партнери, често пати во овое денешно време, некако на современото општество, односно некако ни дозволува па и да бираме повеќе. Нема онакви предрасуди како што имало, да речеме, до пред 50 на години, каде што нели мора тој дечко и мора нели да живееме со него до крајот на животот. Сега некако имаме можност да бираме. Меѓутоа често пати се случува некако сепак со текот на годините да се чувствува тој притисок, доколку не стапиме во брак со некоја личност. Зашто се случува тој притисок кај овие личности? Зашто постои некои правила кога мораме ние да стапиме во брак? Самата социјална средина наметнува одредени, да речам, правила во наводници. Сепак се тоа стереотипи во прашање се предрасуди. Сега, значи, вие младите генерации сакате нели да завршите, да го финализирате вашето образование, да се вработите, да направите кариера. Тоа бара време и енергија, нели така? Сега, што е проблем? Мислам дека се дели професионалниот и приватниот, нели, да се исполни професионалната интенција, односно да се постигне некаков успех или на крајот на денот и да се најде работа, да не се лажеме, многу млади се уште не се вработени, како да размислува за врска, сериозна врска, така да кажам, на руски, ако не е вработен и уште зависи од своите родители, да не зборам одвојување и живење во посебен, да речем, стамбен локалитет. Од друга страна пак, ако се таа, да речам, страна запостави и повеќе акцентот се стави на приватната сфера и тоа не е гаранција дека тогаш можеме повеќе да смениме партнери и да го најдеме вистинско. Тоа во голема мера зависи прво од нас како личности. Значи, како што кажа во почетокот на нашата емисија, дека фактички ние стално очекуваме некој совршен, а при тоа не правиме анализа. Кој сме ние, што не прави нас стрекни, што сме, до каде можеме да одиме во нашите остапувања, кој е прагот на нашата толеранција, што очекуваме од нашиот партнер, односно од нашата врска. Ние правиме еден модел, да речем,
фиктивна една идеализирана слика и за самата врска и за самиот партнер, и се што не се вклопува во таа замислена слика, ние го прогласуваме како погрешен човек и тогаш не стапуваме во таква врска. Фактички не даваме можност да го запознаеме партнерот, па да видиме дали со него има некакви, да речам, можности да се создаде вистинска врска или не. Ако се усогласат приватниот и професионалниот живот, тогаш човекот може да се чувства и среќен, и исполнет и на професионално и на лично поле. Тие не се исклучуваат. Напротив, едно со друго можат и tekako да се стимулираат. Ако професионално сте успешни, а ви фали приватно, сте сами, вие не сте стекни обратно да сте со некој, а зависите материјално. Вашите афинитети, таленти сте ги ставиле на последно место, кога тогаш во вас ќе се пробуди револт, бунт, незадоволство и тоа ќе влие на самата врска. Значи многу фактори одредуваат, меѓутоа јас сакам да апелирам до гледачите, особено до младата генерација, да не се подврнуваат, односно да не подпаѓаат под влијание на овие стереотипи и предрасуди што владеат во самата социјална средина. Толку години имаш и мора по секоја цена да најдеш, тоа ќе се направат, да речам, сите се можности да се направат погрешни избори на партнери, а не ли со таквиот партнер треба се создаде и семејство, па тоа подоцна се рефлектира во психичкиот живот и здраве на новата генерација. Така. Кажете ми, во каква релација е всушност изборот на погрешен партнер со нашите убедувања? Ве сега пред малку споменавте дека често пати, нели, затоа што го чувствуваат тој притисок, па и некако како да се примурени, односно така си мислат дека се примурени по секоја цена да најдат некој со кого би живееле остатокот од животот, несвесни дека ќе направат токму погрешен избор и дека всушност понатамошниот живот нема да им биде таков како што ќе очекуваат. Значи сите ние имаме некакви, ние психолозите тоа ги викаме како ирационални убедувања, односно дисфункционални се. Тие ги истекнуваме најчесто од нашите родители, потоа од самата социјална средина во која што живееме. Например, ако вие сте покрај вас имате партнер кој што е, да речам, дистанциран, емотивно дистанциран, не ги покажува своите чувства, дури и ги негира, доминира во вашата врска, а вие сепак останувате, чисто му е удобно и затоа е со вас, а вие останувате во таквата врска, најчесто сте водени од некои ваши внатрешни убедувања. А првично и доминантно убедување, јас сум невредна како личност. Таквите убедувања се стекнуваат уште од раното детство, благодарение во наводници на нашите родители. Сега да не бидам од гледачите погрешно сватена, дека јас стално ги испомнувам родителите и акцентот таму го ставам. Ова не е злонамерно кажано, меѓутоа и ние како родители, еве јас сум сега родител, да речам, и ние сме влијале со нашите убедувања врз нашите деца. Тоа не мора да биде вербално изразено, може и преку невербалниот говор. Нели така? Например, ако мајката често зборува, денеска мора да се омажиш за некој што е материјално ситуиран, се што девојката очекувала ќе стане, значи, врска, комуникација, љубов и така натаму, ќе биде ставено на погрешно, на последно место и така е бара материјално ситуирана личност, мислејќи дека тоа е добар предуслов за убав живот, што на крај се покажува дека е погрешно. Значи, не мора директно да се укажуваат такви ставови пред децата, доволно е со партнерот да ги разменувате. Медиумите си имат исто така влијание, си има самата средина, роднините и така натаму, и ние многу наши убедувања, не само што Мартина, тие влијаат само на изборот на партнерот, тие влијаат во целокупниот наш психички живот. Нивото на самодоверба најдиректно е одредено од какви убедувања со себе носиме. Често она мисија што е спомнав, јас така е викам, кога бираме проблематичен партнер, ние сме во мисија да го исправиме, значи јас ќе бидам нежна, трпелнива, полна со љубов и така натаму, ќе ги исполнувам сите негови барања и ќе го поправам. Тој ќе свати дека
со силата на мојата љубов јас ќе го отрнам од коцка, од алкохол, од некои асоцијални однесувања и така натаму, што е тоа погрешно. Ама пак е тоа се должи на нашето убедување дека мораме ние нешто да направиме за да се потврдиме како личности. Значи, тие убедувања намерно некојаш родителите не ги да речем, не ги пласираат, туку со своето однесување. Те може да се зафатени, може да се неуки, може да едноставно тие го наследило од своите родители, меѓутоа многу треба да се внимава кои убедувања се пласираат во семејството, затоа што детето е просто како сунџер и се пива и потоа го имплементира самиот на себе. Ја уште еднаш би сакала да ги потсетам телефонските линии на кои што можете да не контактирате и да поставите некое прашање поврзано со денешната тема или пак како што споменав и пред малку да дадете некое ваше лично искуство. Телефонските броевите односно се 0260 91 924 0260 91 925. За сите оние кои што може би и имате некоја причина која што ве не спречува во тоа да се јавите во нашата емисија, а ви треба некоја помош од нашата гостинка, магистар Милка Ололовска, можете да ја контактирате на 070 585 033, значи 070 585 033. Кажете ми, Милка, кои всушност фактори најчесто влијаат врз нашиот избор и како би можеле ние всушност да се ослободиме од овие фактори, затоа што како што спомнавте, сепак нели карактерот најмногу ни зависи всушност од општеството и од околината во која што живееме и од воспитувањето на нашите родители. Меѓутоа, како би можеле да се ослободиме од тој погрешен избор? Значи, 5 се клучни фактори што одредуваат дали ќе изберете погрешна или вистинска личност како партнер. Мора да го имате во предвид неговото или незиното минато. Тоа е многу важно. Зошто е важно? Нели кога влюбени ќе речете не ме интересира неговото или незиното минато, ние тргнуваме, почнуваме од нула и така натаму, се е тоа романтична влюбеност. Реалност е сосема поинаква. Ако кај вашиот партнер, да речам, имало такви епизоди на испади, на несоодветно однесување и вие просто сте згранати како да не го препознавате или не ја препознавате, се чудите поинако беше и јас ќе зборам во машки род, полесно ми е едноставно, тоа се однесува нели на жените. Значи, кога се забавувавме беше сосема поинаков, сега во брак е сосема поинаков. Тоа не е точно. Вие само не сте умели да ја видите, да ја осознаете неговата вистинска природа. Што значи такви, ако има тие епизоди на испади во минатите врски, вие со тоа треба да бидете запознаени, затоа што ако тоа му е карактерна особина, кога тогаш таквите испади ќе ги манифестира и во бракот, односно во вашата врска. Сега, тука е и еден друг момент. Дали тие се испади, да речам, од времен карактер или е тоа карактерна особина? Ако е од времен карактер, тогаш не стои како опасност, така да кажам, во наводници. Например, како студент, знаел да боемчи, да пие или не знам, да води, да речем, еден слободен живот. Сега, ако тоа се врзува само за студентскиот период, тоа е нешто што е прифатливо. Меѓутоа, ако тоа го прави и понатака, не се врзува со дадена, да речем, ситуација, веќе во прашање карактерна особина. Значи, мора да знаете преку што не можете да преминете, едноставно да го прашате партнерот и самите да размислите дали сте подготвени да се соочувате со такви некакви епизоди. Од друга страна, многу зависи во фазата на влюбеност, правиме и други грешки, затоа што, например, ние се влюбуваме и замислуваме дека покрај себе ќе имаме еден партнер што во иднина, да речем, ќе биде успешен. Например, ќе се зема со студенти, тој е нели убеден дека ќе постигне професионален успех и девојката се влюбува во идната слика, односно професионалниот успех што ќе го постигне. Може и да не постигне. Тогаш се чувствуваме дека сме излажани, односно дека сме верувале во нешто што едноставно никогаш не се случува, а не било од партнерот пласирано. Тој не е виновен.
Значи, ако се влюбуваш во студент, во тој момент тој е студент и треба да се соочитете со неговиот стандард и така натаму. Од друга страна, например, еве да речеме, треба да знаете дали со одредена особина можете да на партнерот што е доминантна, дали може да се носите или професијата што е прави. Например, ако неговата професија е врзана со чести патување и отсутствува од дома, ако сте вие како личност поекстровертни, имате широк круг на пријатели, тука е вашето семејство и така натаму, можда толку нема да го почувствувате ова, како да речам, минус. Меѓутоа, ако сте интровертни, повлечени, домот ви е светилиште, тогаш неговите или незините чести отсуствување од дома и така негативно ќе влијат на самата врска. И сега јас вака ќе им кажам на гледачите да си нацртат или да визуализираат два круга. Едниот круг е поголем и натре еден помал круг. Во помалиот круг да напишат 4-5 особини, особено ова е апел до тие што се уште не се во врска, или да размислат кога се во врска, да напишат во малиот круг, да речам 4-5 особини што нужно партнерот мора да ги има. Значи за особини зборувам, не за неговиот изглед и колата и брендираната гардероба, да. А во поширокиот круг да напишат особини што пожелно е да ги има, но и не мора да ги има. Значи, во малиот круг се во однос на воспитување, во однос на финанси, во однос на комуникација и така натаму, а во другиот круг се пожелните. Тука е во голема вера, да речам, влија и самото семејство, примарното семејство од кој што доаѓат и девојката и момчето, затоа што ако вие треба да знаете дека кога се мажите или жените, да не се жените и со неговото или низиното семејство. Затоа што често се луѓето зависни, не умеат емотивно да се одвојат од своите примарни родители, додека во почеток можете да речам да ги дистанцирате на некој начин со тек на животот, како доаѓаат особено децата, тие се почесто и почесто умеат да се мешаат. Ако мажот или жената не умеат да стават граници до каде е влијанието и улогата на примарното, каде е улогата на секундарното семејство што тие го формирале, ќе дојде до чести тензии, кавги, онај типичен однос на и свекрва. Таму, впрочем, го има самиот корен. Значи, многу фактори треба да се земат во предвид, веќе да не се повторува таа самата средина што влијае на нашите избори. Ние сме на крајот на емисијата 24 од Сисрце. Јас би сакала само да спомнете за едукациите кои што следуваат во иднина. Баш еве за 2 дена ова ќе биде тема зашто бираме погрешни партнери, како да го избереме вистинскиот, тоа вистинско нека биде ставено и во наводници партнер. Многу пошироко од што денес говорев ќе биде елаборирано, многу техники, методи, веќе конкретно ќе бидат применети за да луѓето направат на вистински избори. Едноставно да сватат што ги воде ако правеле погрешни избори, како да престанат, едноставно да се осозна самите себе, дали го бират профилот на родител, дали имат проблем со самодобрбата, сето тоа низ конкретни, да речам, техники, методи ќе биде елаборирано. Овие едукации се интерактивни, значи тоа не е учесниците не се во некоја пасивна улога. Ова не е психотерапија, прво да се разбереме. Психотерапија е сосема поинаку. Не е ни групна психотерапија, тука е едукација во која што се третира одредена психолошка тема. Акцентот највише се става на техниките, што не само за конкретната област, тој во животот луѓето подоцна ќе може да ги користат. Значи, не е групна психотерапија, многу се мешат тие два термини. Не е ова како од нашите амерички филмови, ке седнеме во круг и нели добар ден, јас сум Милка, имам таков и таков проблем. Тоа е групна психотерапија, али пак не се пасивни. Интерактивно поставуваат прашања, дебатираат, изнесуваат
нормално ако сакаат своје мислење. Многу се интересни и многу може да помогне. Не се третираат длабоки некои невротични неурози или да речам психолошки болести да ги наречам. Се третираат обично вештини, самодоберба, избори на партнери, комуникација, родителство, емоции и така натаму, справување со одредени емоции, брачни врски, конфликти, разводи, деца, адолесценција и така натаму. Добро. Милка, ви благодарам што бевте дел од емисијата 24 од сестрце. Ние повторно верувам дека ќе се видиме, ќе зборуваме на некоја друга тема од областа на психологијата. Сепак ова се теми за кои што можеме вечно да зборуваме, меѓутоа толку ни дозволува нели времето. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам, ми беше задоволство и поздрав. Вие, драги гледачи, останете со програмата на 24 вести, емисијата 24 од сестрце, повторно гледајте утре во истото време, секако со нова тема и со нов гостин. Ви благодарам на вниманието.